Може да ни објасните што се случува со овој пат? Овој пат го имаме пробијано ние, за да може да се врши транспорт на материјали до базата и до објектот Космос, а треба да се пробие булевар и да се реши целосно инфраструктурата. За колку станува збор? Колку метри? Некаде околу километар треба да се изведи инфраструктура целосна со водовод, канализација, атмосферска канализација и колекторски систем. Исто така и довод на електрична енергија. До сега се што е поставено овдека и од струја, и од водовод, канализација, ископани бунари, извршено од страна на инвеститорот. Може. Ова што го гледате сега е остатокот, односно од рушењето, каде што се вршеше рециклажа на искршениот бетон и пристапот до базата и до Космос. Низ овој простор каде што е сега тампонот оставен, тука требаше да поминува булеварот, додека пристапот на локацијата на објектот е од улица број 2, ново проектиране што не е направена, 8 и 1. Висинската кота е меѓу овие две куќи од кранот лево. Тука е едната висинска кота и од тука е пристапот до локацијата, а не од страна на булевар. 50.000 кубици и арматура околу 3.000 тона. Не, колку? Рушењето е целосно извршено до темелите, со тоа што се изрушени околу 50.000 кубици бетон и 3.000 тона арматура се отстранети од објектот. Останува уште останување на темелова плоча. Дали имаше поплаки од првите соседи тука? Не, воопшто. Од ниеден сосед до нас. А зошто се руши цел објект ако биле спорни само скајбарот, како што кажете? И ние прашуваме зашто. Објектот е срушен од страна на инспекцијата со забелешка дека нивелационите коти не се почитувани од страна на изведувачот, со тоа што висините се земани од страна на булеварот, а не од страна на пристапната улица, што е по закон. Се зема средна висинска разлика и како во ЛУПД-то, така и во ДУП-от секаде стои да ќе бидат дадени тие нивелациони коти со изградба на улицата и со проектот. Ние до ден денеска ги немаме тие, ниту улиците се изведени, ниту имаме нивелациони коти. Земени се од највисоката точка, која изнесе 243,75 и најниската овдека ние 241,06. И врз основа од неа се зема 15 сантими од тротоар и плюс уште 1,20 м висина до ниво на приземје, што е и почитувано. А не е кота од булеварот во однос на котата на нивото на приземјето. Ова го објаснивте во комуникација со надлежните? Тоа им се стави до знаење, баравме чак со више и со геометарот и со инспекторката заедно да присуствуваме при мерењето, меѓутоа тоа не беше возможно. Имаше од фирмите што не сака да го рушат, чак со више и тие првите што беа да рушат, што не успеа да ги рушат со страни солбови, меѓутоа објектот воопшто не падна, што и од бомбите се гледа. И тие самите вика дека е штета што се руши објектот, меѓутоа бизнисот си е бизнис, тоа се изгледа.
Вие како професионалец како го доживеевте ова? Како може? Страшно. Ние сме учени да градиме, а не да рушиме. И штета е за како и за сите оние што очекуваат станови во објектот, за инвеститорот, па и за вработените каде што некако у 400 фамилии екзистира од работата на овој објект. Да беше малку понаква ситуацијата, денес како ќе изгледаше ова место? Објектот ќе беше фантазија и ќе беше вселен од каде што исто зашто имаме во приземје мезанин и најгорните делови се деловни објекти, деловен простор со градинки, болница, трговски објекти каде значи ќе екзистирале и други фамилии покрај станарите. И мислам дека целава населба ќе добиеше до голем квалитет, а вака го гледате на што изгледа.